Почитувани. ВМРО-ДПМН е охрабрено од вчерашната изјава на подпредседателот на Светска банка, кој изрази задоволство од начинот на кој владата на Република Македонија се справува со последиците од светската економска криза. Господинот Филип Луру, подпредседател на Светската банка за Европа и Централна Азија, констатира дека Македонија е една од ретките земји што кризата ја претрпе доста добро. Впрочем, намалувањето на бруто домашниот производ беше скромно, а макроекономските агрегати се под контрола. Вчера, господинот Филип Луру јасно истакна дека ставовите на владата на Република Македонија во поглед на приоритетите и економските реформи се усогласени со ставовите и барањата на Светската банка. Владата, предводена од ВМРО-ДПМН, донесе 4 пакети на антикризни мерки. Се подпомогна малото и средно стопанство. Се помогна на индустријата побезболно да ја преброди светската економска криза. Државата, односно владата, врз себе го превзема најголемиот товар под ударот на светската економска криза. Оваа влада докажа дека носи реформски и антикризни мерки кои што даваат резултати. За ВМРО-ДПМН е особено значено што овие мерки на владата се истовремено и реформски и антикризни, а уште поважно што се превземени во значаен момент за стопанството и за економијата. Со реформската агенда поврзана со процесот на евроинтеграција се настојува да се зајакне конкурентноста на земјата и да се обезбеди заздравување на економијата. Почитувани, падна во вода црните сценарија и проекции на СДСМ за наводното банкротирање на економскиот систем со кои само се сакаше да се внесе паника и страв за македонската економија. Ова, впрочем, го потврдуваат и странски релевантни институции. ВМРО-ДПМН е потполно свесна за економските предизвици кои што и предстојат на владата на Република Македонија, но конечно започна да се решаваат проблемите на граѓаните и проблемите на бизнес заедницата, без разлика на последиците од светската економска криза. Тоа е она што не прави различни од нашите политички противници. Ви благодарам на вниманието.